Здраво, јас сум Александар Дадар, мејкап артист. Во наредните неколку минути, заедно со L'Oréal, ќе демонстрираме како да изгледате драматично. Како база на овој драматичен изглед, ќе искористиме базата прајмерот на L'Oréal за мат ефект. Ја нанесуваме рамномерно на целото лице. True Match, течната пудра на L'Oréal, ќе ја имитира вашата боја на кожа и ќе ги покрие вашите недостатоци. Нанесуваме камена пудра која што ќе ни даде мат ефект. 1 до 2 нијанси посветла пудра, исто така камена, нанесуваме во пределот под очите. Особено важно за драматичен ефект е контурирањето. Со помош на бронзерот на L'Oréal го контурираме лицето, токму под јаболкниците, рамномерно го нанесуваме од средина на образот спрема надворешните агли. Да не дојде до забуна. Бронзерот контурира, а руменилото освежува. Хайлайтер нанесуваме на врвот на јаболкниците. Внимавајте преминот да биде поблаг. Користиме интересен производ за веги во две бои, кафена и бела. Кафената боја ќе ни послужи за истакнување на вегите, а доколку сте претерале, белата боја на моливчето ќе ни послужи за бришење на вишокот и дефинирање на делот под вегите. Секогаш кога ќе сакате вашата шминка да биде потрајна, нанесете ајлајнер во внатрешниот дел на очите. Делот под очите го размачкуваме со бордо-виолетова сенка, која што ќе даде драматичен поглед. На очите нанесуваме сенка во златна нијанса. Со влажна четкичка земаме од златната сенка и ја размачкуваме долж мобилниот капак. Со овој трик, вашата сенка ќе биде посјајна и подолго трајна. Со аголна и прецизна четкичка аплицираме црна сенка буквално внатре во трепките. Правиме линија колку што е можно потенка на горниот и долниот дел на окото, спојувајќи ги во надворешниот агол од очите. И секако за драматичен поглед, ќе ја аплицираме маскарата на L'Oréal Miss Manga. Сосема за крај ги дефинираме усните, кои што се главен адут во овој драматичен стајлинг. Најпрво со темен молив за усни, ја исцртуваме контурата, а потоа сенчиме према внатрешниот дел на устата. Кармин нанесуваме во повеќе слоеви. Со моливот, кој што е во неколку потемни нијанси од карминот, уште еднаш ги дефинираме ивиците на устата. Во средишниот дел на устата, за безкомпромисно, исклучително сјајни усни, нанесуваме сјај во црвена боја. Се надевам дека со овој драматичен изглед ќе оставите силен впечаток токму онаму каде што е потребно.